Ама викате селективна правда. За каква селективна правда зборите ви? Сраме го марне. Без завршница остана 65-та седница на Советот на општина Кочани, откако најпрв им беше побарана пауза, а потоа поради инцидент меѓу советниците, председателот Лазо Митев информираше дека го прекинува понатамошното разгледување на точките од дневниот ред. По вжештените дискусии околу повторниот предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка со општина Струмица се слушнаа дофрлања и меѓусебни навреди, што беше и причина за инцидентот. На почетокот на седницата беа прифатени предлозите во дневниот ред да се вметнат уште две точки што се однесуваат на ослободување од плаќање на доместок за гробните места во алејата на починатите во трагичниот пожар во клубот Пулс, како и иницијативата за имплементација на обука за самозаштита во образовните институции во општината. Двата предлога како точки на дневниот ред добија едногласна поддршка од сите советници, а поради отсуство на представници од јавното претпријатие Национални шуми се одложи разгледувањето на информацијата за состојбата со боровиот четник кај зимзелените шуми во општина Кочани. По предлог на ВД градоначалникот Венко Крстевски, на седницата повторно се најде на разгледување договорот за воспоставување меѓуопштинска соработка со општина Струмица, односно за користење на нивните инспекциски служби. Од советничката група на ВМРО ДПМН оценија дека предлогот може да почека, за да нема селективност при инспекцискиот надзор на субјектите, а при обраќањето на советникот Аки Акиов дојде до вербални навреди и прекин. Продолжението на 65-та седница ќе треба да се договори на повторна координација, со оглед што дневниот ред е обемен и има точки кои чекаат на усвојување. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.